Ние не сме веќе македонска партија, ние сме мултиетничка партија со доминантно македонско гласачко тело. На помалку од 2 месеца до изборите, оваа порака испрати лидерот на владеачката СДСМ. Вели неговата партија повеќе не била македонска, туку била мултиетничка. Според познавачите, целта на оваа порака е заев да се додвори до албанското гласачко тело. Аналитичарот Александар Даштевски за Алфа вели со ваквиот потек, поранешниот премиер може многу да загуби кај македонските гласачи. Сметам дека е исклучиво поради одворување на албанскиот електорат, бидејќи кон тој електорат ништо не е отварено, ниту пак видовме дека некој друг се приклучил, освен тие луѓе што предходно пред изборите беа веќе таму. Дури некој од нив направија и штета на таа партија, како што се Мухи Зекири, Едмод Адеми. Па јас мислам дека ова изјава не би влијаела позитивно во македонското гласачко тело. И аналитичарот Марко Трошановски смета дека поради ваквиот став на поранешниот премиер, СДСМ би можеле да изгубат кај македонските гласачи. Тој за Алфа вели дека владачката партија веќе има високи функционери од други заедници, па поради тоа може да се представува како мултиетничка. СДСМ покажа дека и во своите раководни структури, но и со номинациите за кандидати на локалните избори, а и во парламентот, во своите редови има представници на другите етнички заедници и во таа смисла мислам дека има право себе си да се декларира како меѓуетничка, мултиетничка партија. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски изрази зачуденост од изјавата на Заев. Вели до 12 април од него можел да се заслуша се. Порача дека ВМРО ДПМН останува македонска партија која ќе биде заштитник на интересите на македонскиот народ, но и другите етнички заедници. И не можам да донесам некој логичен заклучок како може човек да се срами од родот свој, а да очекува дека другите етникуми повеќе ќе го почитуваат кога тие гледаат дека он своите практично ги остава. ВМРО ДПМН е и останува македонска партија која што била единствен и ќе остане единствен заштитник на државните и националните интереси на македонскиот народ, на граѓаните во Република Македонија, другите етнички заедници, но и на Република Македонија. Инаку во јавноста веќе се појави информации дека е можна предизборна коалиција меѓу СДСМ, ДПА и БЕСА. На некој начин и Заев го потврди тоа, велејќи дека коалицирање на СДСМ со партијата Албанскиот блок пред избори е реалност.